Најави за денешните настани. На југозападниот регион неопходен му е државен дом за стари лица. Универзитетот Свети Апостол Павле има големо значење за Охрид и регионот од економски и социјален аспект. МОН објави конкурс за 3000 студентски стипендии за академската 2024-25. Опожарена трска на брегот кај Пештани. Масовно пукање во Франција поврзано со трговија со дрога. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 17 степени Целзиусови. Во сабота над Северна Европа ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови претежно стабилно и релативно топло време со локална облачност. Во крајните северни и североисточни предели умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и снег. Ке превладува невообичаено студено време за овој период од годината. Локални врнежи од дожд повторно се очекуваат и на Пиринејскиот полуостров. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните и западните предели ќе има зголемена облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 15 до 22 степени. Во Македонија во сабота по студеното утро сутрински температури кои што ќе се движат во интервал од -3 до 7 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и топло. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 13, односно до 24 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен, слаб североисточен ветер. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно и свежо време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во понеделник и вторник по студеното утро со температура од 3, односно 1 степен, во текот на денот ќе превладува сончево време со максимални 13, односно 12 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени.
вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Во југозападниот регион се погласно се зборува за потребата од дом за стари лица. Старечкиот дом кој се гради во Далјан нема да го исполни очекувањата. Ретко кој пензионер ќе може да се смести во него ако нема субвенција од државата. Се зголемува бројот на возрастната популација, а со тоа расте и потребата од дом за стари лица. Во целиот југозападен регион нема дом за сместување, грижа и престој на старите лица. Од Сдруженијето на пензионери велат, луѓето во третата доба се оставени сами на себе. Поради иселувањето на младите, евидентен е порастот на стари лица кои бараат згрижување. Од секогаш сме ја истакнувале потребата до изградба на дом за стари лица во општина Охрид, од причини што во блискава околина немаме дом за стари лица, а во последно време, во последниве неколку децени, 2 децении, младите ги напуштија нашиве простори, останаа само старите лица, родителите, како поминува времето, тие не можат сами да обстојуваат, а со тоа и домот за стари лица станува се поголема потреба. Пред точно 10 години беше најавено дека ќе се гради современ дом за стари лица во населбата Далјан. Новој објект се очекува да биде отворен наскоро. Привршува неговата изградба, но нема да ги исполни очекувањата на пензионерите. Ќе биде приватен старички дом, каде ретко кој пензионер со својата пензија ќе може да се смести ако нема субвенција од државата. Се гради дом за стари лица во населбата Далјан, меѓутоа со нашиве пензии скоро ниеден пензионер не ќе може да биде сместен таму од причини што не ќе може да ги покрие трошоците. Изградба на државен дом. Тука имаше и разни предлози. Таа средба ја организираше Црвен крст, имаше разни предлози, дури не мора да се гради нов објект. Имаме ние објекти во општинава кои се оставени на забот на времето да пропаѓаат, а се државни, може да се искористи некој таков објект за изградба, за да се адаптира за старски дом. Таков е еден објект, е школото во Сливовски Јанови. Старскиот дом не мора да биде во центарот на градот. И охридските и стушките пензионери бараат Министерството за труд и социјална политика, Сојузот на пензионери и локалните самоуправи да преземат итни мерки зашто поскоро регионот да добие државен дом за стари лица. Информатичките технологии се водечки генератор на економскиот раст. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид, преку продуцирањето на кадри за употреба на новите технологии и иновации, има стратешка важност од образовен аспект. Но оваа високообразовна установа е важна за Охрид и регионот и за развој на локалната економија и од социјален аспект. Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле Охрид е значаен за градот не само од образовен, туку и економски и социјален аспект. Иако на овој државен универзитет се запишуваат студенти од целиот свет, сепак најмногу студенти регрутира од Охрид и Охридскиот регион. Тие млади луѓе по завршувањето на студиите во голем број ја потпомагаат локалната индустрија. Ние имаме
меморандуми за соработка и плодна соработка со многу од компаниите што се во регионот, дури и се поканети да учествуваат во развој на следните студиски програми. Секоја следна студиска програма исто така се прави во координација со локалните и фирмите што се меѓународни со локално присуство во Охрид. Така што ние ги калибрираме нашите програми со самото тоа и обуката што ја овозможуваме за нашите студенти да одговара на потребите на пазарот. Универзитетот Свети Апостол Павле е еден од посериозните работодавачи во Охрид. Привлекуваме високообразовна работна сила која што се става во функција на развој на студентите, но и развојот на Охрид, а при тоа овозможуваме обезбедување на средства за живот на повеќе од 100 семејства, вели ректорот. Овозможуваме студентите, односно граѓаните на Охрид да останат во Охрид, не да одат на други места, што исто така беше една од целите за формирањето на овој универзитет, да се обезбеди рамномерен регионален развој. Секако условите во домашната средина се подобри од повеќе аспекти и економските трошоците на семејствата кои пуштаат студенти да се помали во родниот град отколку во други градови, еве во Скопје на пример или во странство. Тоа е една дополнителна придобивка за Охрид. Универзитетот има и голема мобилност на студенти и професори со користење на европски фондови. Странски студенти и професори доаѓаат во Охрид и тука поминуваат дел од нивните студии и истражувања, што на подолг период влијае врз локалната економија. Универзитетот составен е од 5 факултети и еден центар за дигитална уметност, а од неодамна е акредитиран и за докторски студии по компјутерски науки и инженерство. Досега на Свети Апостол Павле дипломирале 1500 домашни и 240 странски студенти. Министерството за образование и наука објави конкурс за доделување на 3000 студентски стипендии за академската 2024-2025 година. Во тек е пријавување и за субвенциониран студентски оброк. Министерството за образование и наука информира дека објавен конкурсот за доделување на 3000 студентски стипендии за академската 2024-2025 година. Аплицирањето е исклучиво електронски преку порталот e-услуги, а рокот е заклучно со 15 ноември 2024 година. Вкупно 1470 стипендии се наменети за редовни студенти од социјалните категории, за студентите од научните подрачја на техничко-технолошките науки, биотехничките, обштествените и хуманистичките науки, кои постигнале висок успех во текот на студиите, предвидени се 770 стипендии, додека 85 стипендии се обезбедени за студенти запишани на студиски програми по информатика. По 15 стипендии се наменети за студентите запишани на студиски програми по македонски јазик, македонска книжевност и јужнословенски книжевности, студиски програми по историја на уметност, археологија, ликовна уметност и етнологија и антропологија, студиски програми за преведување и толкување од македонски на албански јазик и обратно. Предвидени се 500 стипендии за студентите запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките или медицинските науки, кои постигнале просечен успех од првата до тековно запишаната студиска година најмалку 7,65. Вкупно 130 стипендии ги користат студенти запишани на студиски програми по хемија, физика, математика, земјоделските, ветеринарните и шумарските науки, а 30 стипендии се наменети за студенти кои ќе се запишат во прва година на студиски програми на високообразовни установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование. Сите категории на стипендии се доделуваат за 9 месеци во текот на студиската година и во износ од 6050 денари, со исклучок на стипендиите за студиските програми по хемија, физика и математика, како и земјоделските, ветеринарните и шумарските науки, кои изнесуваат 18.000 денари месечно. Дозволено е аплицирање само за една категорија на стипендии. Во тек е пријавување и за субвенциониран студентски оброк, информираат од МОН. Опожарена трска во водите на езерото. Вчера, 31. октомври, во 17 часот и 36 минути во СВР Охрид било пријавено дека била опожарена трска во водите на Охридското езеро во близина на Пештани. Повредени лица нема, а интервенирала територијалната противпожарна единица од Охрид.
Увид на местото извршиле полициски екипи и се преземаат мерки за расветлување на настанот, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Почнува новата сезона на Прашалник. Вечерва во првата емисија гостин е вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Теми на разговор инфраструктурните проекти важни за развој на Охрид, заштитата на старото градско јадро на Охрид, субвенционираните летови од Охридскиот аеродром и друго. Гледајте Прашалник со Сонја Рилковска, веднаш по првото издание на Дневникот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите на светот. Масовно пукање во Поатие во Западна Франција поврзано со трговија со дрога. 5 лица, меѓу кои и еден 15-годишен тинејџер, се тешко ранети, изјавил министерот за внатрешни работи на Франција, додавајќи дека во конфликтот учествувале неколку стотини лица, но дека не добил потврда за точниот број на вклучени лица во вооружениот конфликт. Познато е само дека во судирот учествувале 5 банди. Министерот предупредил дека Франција е на пресвртна точка кога станува збор за насилството во трговијата со дрога и предупредил на опасноста од мексиканизација на земјата. Расте бројот на загинати во катастрофалните поплави во Шпанија. Билансот се искачи на 161 жртва. Шпанските власти соопштија дека очекуваат бројот на загинати да се зголеми, бидејќи може да се најдат повеќе тела во автомобили и згради. Шпанскиот премиер Педро Санчес ги повика жителите да останат дома и предупреди дека уништувањето не е завршено. Тој прогласи Валенсија за зона на катастрофа. Градоначалникот на Алфафар, град во регионот на Валенсија, предупредил дека жителите не добиваат доволно помош и дека луѓето се оставени во екстремна ситуација да седат со трупови дома. Жителите од најпогодените области се гневни затоа што немало никакво предупредување од властите за поплавите. Во регионите погодени со поплавите издаден е нов црвен метеоаларм, бидејќи според метеоролозите можни се нови врнежи кои повторно ќе ги погодат и онака опустошените подрачја. 12 часа се очекува да наврнат и до 100 мм дожд на веќе заситената почва, што може да предизвика дополнителни поплави, јавува BBC. Најмалку 2 лица се убиени, а 6 се ранети во пукање во Орландо, Флорида, за време на прославата на Ноќта на вештерките, јавуваат локалните медиуми. Настанало стампедо кога луѓето испаничено почнале да бегаат. Десетици полицајци и амбулантни возила се упатиле на местото на престрелката по извештаите дека неколку луѓе биле ранети за време на масовно пукање околу 1 час од пополноќ. Полицијата на Орландо ја блокирала областа и објавила дека отворена истрага за причините за инцидентот. Најмалку 8 лица загинале во пожар кој избувнал во фабрика за масло за јадење во близина на Џакарта, Индонезија. Повредени се уште 3 лица, пренесува Ројтерс. На лице место интервенирале 20 на противпожарни возила, обидувајќи се да го локализираат пожарот, соопштиле локалните противпожарни власти. Во соопштението на противпожарната служба било наведено дека патиштата околу фабриката се затворени и дека локалните власти ги истражуваат причините поради кои дошло до пожарот. Јапонија воведе строги правила за велосипедистите кои користат мобилен телефон додека возат. Казната е 6 месеци затвор или 100.000 јени, односно 655 американски долари. Новите правила се однесуваат и на велосипедистите кои возат под дејство на алкохол. За нив законот предвидува казна затвор до 3 години или парична казна од 500.000 јени, односно околу 3.000 долари. Во 2023 година во Јапонија имало над 72.000 несреќи со велосипед, што представува над 20% од сите сообраќајни несреќи во земјата, јавуваат локалните медиуми. Само неколку часа откако стапил на сила новиот закон, властите во Осака потврдиле дека веќе се регистрирани 5 прекршувања, вклучително и 2 мажи кои возеле велосипед под дејство на алкохол. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно.